Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 122-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една серија за составувањето, стекнувањето на светскиот успех во музичката сцена и распаѓањето на бендот кој верува во американскиот сон за успех и преценување во звездите, но патот кон рок-н-рол победите се разбира дека е поплочен со секс, дрога, кои умеат да бидат препрека во реализирањето на секупниот креативен потенцијал на прецена еден артист. Бенд кој се составува во преминут на залезот на хипи движењето и пред појавувањето на диско музиката, односно спрега во која ќе се обидат пред се да го создадат нивното албумско остварување Аурора, односно фикционен бенд кој за потребите на серијата се собраа музичари од рангот на Фиби Бриджерс, Джексон Браун и Маркус Манфорд да помогнат во реализирањето на проектот, меѓутоа кој е отпеан и отсвиран протагонистите на серијата Дейзи Джонс and the Six и љубовта помеѓу вокалите, која е паметно, кој ќе ја подгрее авторската креација пред се, да се земе во предвид, но и тоа тука и се раѓа и огнот кој што ќе ги главне нивните животни премирија, односно нивните приватни животи во рамките на серијата, во таа колизија помеѓу двата вокала. Така што денес ќе ви говорам за Дейзи Джонс and the Six, а емисијата ја започнаме со две композиции од албумот Of Things to Come. Тоа е третото, ако не се лажам, студиско издание, долгосвиречко, на бендот The Stones of Arkham, кој што во музичкото патешествие во рамките на оваа емисија ќе го започнеме од Лајпциг, односно од Германија. Како што напоменав, ова е третиот нивен студиски албум, го издаваат по вториот албум Dear Breeder. Of Things to Come е синоним за нивниот стонер и дум амалгам, кој што е под силни влијанија и на бендовите од 70-тите, има еден моќна стонер и фажа, како што можете да забележите, и чист вокал. Така што од овој албум имавме можност да ги слушнеме композициите Three to the Death Blow и насловната Of Things to Come, а во продолжение ќе слушнеме Pain Parade и Insane, уште две композиции од Of Things to Come албумот на The Stones of Arkham, и потоа ќе слушнеме најава за ТВ серијата Daisy Jones and the Six. Доколку сакате да дознаете што треба да направи еден бенд за да стекне светска слава, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за угатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 122-то издание на емисијата ТВ 103, посветено за ТВ серијата Дейзи Джонс and the Six, што представува американски мелодраматичен музички мини серијал, создаден од страна на Скот Нойштадер и Майкл H. Вебер, сценаристите кои што стојат зад филмовите 500 Days of Summer, The Spectacular Now, The Fault in Our Stars, Paper Towns, The Disaster Artist, Rosalind. Се базира серијата на истоимената книга, напишана од страна на Тейлор Дженкинс Рид, која пред се однесува на љубовното заемништво на вокалите на Линдзи и Стиви од Флитвуд Мек, кои ја инспирирале уште како мала гледајќи ги нивните перформанси на телевизија, сметајќи дека има нешто повеќе помеѓу нив насреде настапите додека се одвивале, како што е и случајот нели со ликовите во низината книга и пред се самата ТВ серија која што се базира на неа. Серијата е продуцирана од страна на Амазон, кој знаете дека моментално се наоѓа на второто место во светот во претплатници помеѓу стриминг гигантите со 200 милиони, тие се 47 милиони за Netflix, кои решија наместо да создадат своја селекција и пред се стилска понуда, да се прошират и во Индија и во Шпанија, налик нивниот главен конкурент, за да го покријат секој можен пазар со неквалитет. Во изминатиот месец тие ги промовира In Your Dreams, новата сезона на Invincible моментално се емитува, потоа португалската Love is for the Strong, шпанската Romanchero и Love Billis
индиската The Village, реалити шоа како што се Twin Love, од кој што јас искрено само Invincible продолжувам да ја гледам, така што слаба е според мене нивната понуда за овој месец, затоа и поредко ви говорам за продукти кои што се создаваат од рамките на оваа продукција, а во најава им се нова сезона Reacher, додека пак наредната година ги најавуваат Expats, Fallout, дека ќе биде работена за ова продукција Мистер и Мисис Смит, како и Hazbin Hotel. Многу беше интересен начин на објавување на оваа серија, за која јас доцнам со низиното гледање, морам да признам за тоа што никако да одвојам време и внимание да дојде на ред на листата на серии за гледање. Предпоставам дека сите имате таа обемна листа и што попрво да се изгледа во оваа ера на хиперпродукција во која што живееме. Меѓутоа, минатиот месец тоа се случи конечно, иако серијата започна со прикажување на 3 март, со објавување најпрви на првите 3 епизоди, па наредната недела наредни 3, па по 2 објавија секоја наредна недела, што значи дека беше комплетирана за 1 месец, што и не е толкаво развлекување, а сепак се добива саат и пол до 2 сати материјал неделно, што е прилично подносливо за некого, и јас не може да се воздржам да ја преполовив и ја изгледа во 2 дена, откако веќе беше комплетно излезена, се разбира, месеци претходно, а во просек епизодите траат по 50 на минути, а со оглед на тоа што пилотот и финалите со по сат време, помеѓу нив има и 40 минутни епизоди, така што да речеме дека 8,5 часа ви се потребни за да ја изгледате серијата во целост, така што вие си знаете како ќе си го планирате времето за да го направите. Тоа јас ја поделив и ја изгледав во 2 здива. Во неја станува збор за насловниот бенд, кој што е оформен од периодот на 70-тите години на минатиот век, односно образуван во гаража од страна на браќата Били и Грахам Ден, пејач и гитарист на бендот, на кој што им се вкрстуваат патиштата со пејачката Дейзи Джонс, и пред се доаѓа до судир на нивните кантавторски пориви, од кои што нели се образуваат композициите на бендот, како еден начин на меѓусебно праќање на пораки еден на друг, токму со помош на композициите кои што ги создаваат, односно со самата нивна лирика, бележејќи го пред се подемот и падот на бендот во музичката мека на Лос Анџелес и неговиот сега веќе култен Лорел Кенјон, кај што престојувале огромен број на бендови, со тоа што се запира работењето на Sunset Strip со помош да се сними серијата на самите локации, односно се бараат решенија како да се долови самата рок-н-рол сцена од овие култни години каде што работеле и создавале овие значајни автори од тој период, така што има и свој културолошки белег со оглед на тоа што се снима во познатите музички студија, се снима интериери и екстериери на Rainbow или најразлични локации каде што би се изведувале концерти, така што трпи многу инспирација од славните години на 70-тите, со тоа што се обидуваат на секој можен начин бендот да го вгнездат во рамките на ова ера на едни од најзначајните случувања во рамките на рок-н-рол пред се сцената на овој плоден период на тој пост-хипи премин. Кога се зборува за образување на рок-н-рол бенд, треба да знаете дека не се само прашање тие интерни креативни конфликти за тоа кој да го има првиот и последниот збор во создавањето на музиката, туку и кога ќе се дојде до слава, доаѓаат бројните искушенија, односно доаѓа алкохолот, доаѓа дрогата и наоѓањето на телесна утеха за време на тие самотни ноќи поминати на турнеја далеку од саканите, со месеци не гледајќи ја нели сопствената фамилија, што првиот удар го добива и самиот вокал, односно Били го добива, па потоа се рефлектира на неговата со кантавторка, ајде така да ја наречеме, на неговата музика, односно авторка на лириката и композициите пред се. Така што исто така го образува и соодносот помеѓу кој тогаш и тоа како бил значаен, односно судирот помеѓу бендот и продуцентските куќи кои што се наметнувале и диктирале како треба да звучат артистите, што во последно време поради
самиот процес на глобализација и олеснување на методот на промовирање на самите бендови, дури ги прави излишни продуцентските куќи, се разбира и тоа како има значаен удел за големите бендови и нивно раководење, затоа и нивниот процент од големите бендови е поголем. Така што си ја наоѓаат својата функција за организирање тие огромни турнеи, тие представување на највисоко можно рамниште и работење на создавање на публиката, и тоа влијание и таа моќ која што до тогаш се имало, затоа што нели не постоечки интернетот, си земаат и поголем залаг за тоа да диктираат како да звучи одреден бенд, за да може да одговара повеќе на изгледот на пазарот и како тие би можеле без многу труд и промовирање да го продадат нештото за да биде лесно сварливо за публиката, што влегува во интегритетот на авторството на самиот бенд. Меѓутоа, денес со либерализацијата на пазарот и тоа како е намален нивниот удел, како и пред се проблемот на неискажаните гајање и симпатизирање на членовите на бендот, кое се разбира дека од надворешни фактори не го доживува својот можен потенцијал, меѓутоа кога сте заглавени во комбе со месеци и со години на автопатите, или ќе се развие некаква си сестринска и братска љубов, или ќе се развие љубов која што би изгледала помеѓу брачни партнери. Така што нужно или па едноставно нема да сакате очи со очи да си видите и патот ќе го раздвои бендот. Така што едно од овие три сценарија секако дека е судбина на секој од тие бендови кои што ќе излезат на автопат. Ама секој вивнување во облаците, односно болниот аудиториум не го радува ништо повеќе освен да го погледне падот на артистот, како што е краток нели фитилјот и на овој бенд. Серијата го искористува форматот на Talking Head документарниот филм за земање на интервјуата од членовите на бендот, за да се направи една ретроспектива на случувањата и образувањето на мозаикот на различни погледи за вистината всушност за тоа што се одвивало за време на златната ера на овој бенд. Најавена беше на 25 јули 2019, Риси Витерспун е една од извршните продуцентки на оваа серија, иако беше планирана да започне со снимање април 2020, поради COVID пандемијата беше пролонгирано снимањето до септември наредната година, односно 2021 година, што им даде повеќе време на актерите да станат музичари и да може да ги изведуваат композициите кои што им се наменети за тоа, без разлика на нивните познања или непознање на музика, завршувајќи со снимање нели во мај 2022 во Нью Орлинс. Насловите со кои што се означени овие епизоди се со ознака трака 1, трака 10, со поднаслов Come and Get It, I'll Take You There, Someone Saved My Life Tonight, I Saw the Light, Fire, Whatever Gets You Through the Night, She's Gone, Looks Like We Made It, Feels Like the Very First Time и Rock and Roll Suicide, кои за некого може би се само празни фрази, но за мене се наслови на култни композиции од rock and roll бендови, така што кој како сака нека си ги толкува, за мене има значењето за артистите кои што символизираат на страна на тоа што се синоним за случувањата во самите епизоди. Серијата е номинирана за Primetime Emmy и за Греми на конкретно за музика, меѓутоа се случи еден многу интересен чин со оглед на тоа што вчера беа објавени номинациите за Златни глобуси и Daisy Jones and the Six е номинирана заедно со Beef, Lessons in Chemistry, All the Light We Cannot See, Fellow Travelers и Fargo, како една од 6 серии со номинација за најдобра лимитирана серија, антолошка серија или филм направен за телевизија, со тоа што Сем Клафлин е номиниран за најдобар перформанс на актер, а Райли Кију исто така од оваа серија е номинирана за најдобар перформанс на актерка. Така што овие три номинации за главните улоги за самата серија говорат многу за тоа како квалитетот на серијата пред се препознаен во широки рамки, со оглед на тоа што зачудувачки е во суровата конкуренција во категоријата каде што има мал милион на лимитирани серии која од која се поквалитетни. Оваа серија се проби можеби поради уникатноста на самата тематика и проблематика која што ја разработува, а и квалитетниот начин на кој што е составена.
Разликата меѓу книгата на која што се базира и серијата се однесува на тоа што е отстранет еден лик од шестката, односно од бендот, за да има место за споредните ликови да се развијат, односно да се заземат една посебна арка. Како што е, например, случајот и со најдобрата пријателка на Дейзи, која добива исто така поголем простор и исто така во серијата не се наговестува дека има нешто помеѓу Били и Дейзи, туку паѓаат бакнежи, што не е таков случај, например, во книгата, која што нели е инспирирана помеѓу односот на Линдзи и Стиви од Флитвуд Мек, така што таму се малце по-резинирани, меѓутоа подиректни се во рамките на серијата, заради тоа што го овозможува тоа овој медиум да се постигне на визуелен план таа нивна сплотеност. Тука можеме да направиме уште една музичка пауза и оако започнавме со стонер гранџерите кои што ни доаѓа од Лајпциг, тогаш ќе се преселиме од Германија во Словенија, каде што во минатото, според објаснувањето на овој бенд, паѓа метеоритот Хоба во Африка и многу децении и ери подоцна ги мотивира триото на музичари од Словенија да го оформат бендот, кој што ќе твори психоделичен стонер рок во комбинација со спейс рок, односно интергалактички постстонер, како што самите себе си сакаат да се наречат музичарите од бендот Хоба, кои што го издадоа нивниот истоимен албум, односно станува збор за, како што веќе ви напоменав, инструментален бенд, од кој што ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Black Russian, насловната тема ќе ја слушнеме Хоба и последната композиција која го затвора албумот, која гласи Јеботи фус матер. Така што продолжение на емисијата ги слушаме Хоба и потоа слушаме најава со интервју кое што го позајмуваме од колегите од Variety, кој го направија со Сем Клафлин и Райли Кју, кој ќе би објаснат за процесот на снимањето на оваа серија. Така што уживајте со Хоба и се враќам во етер да ви говорам за актерите, актерките, односно за носечките улоги и споредните улоги од ТВ серијата Daisy Jones and the Six. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 122-то издание на емисијата ТВ 103 посветена на Daisy Jones and the Six, односно во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за актерите, актерките, односно улогите кои што ги имаат во рамките на оваа серија, која е предводена од Райли Кју, која што ја знаете како актерка во уште еден друг филм за постоечки рок-н-рол женски бенд, односно The Runaways. Исто така глумеше во Mad Max Fury Road, во The House That Jack Built, јас барем ќе ја памтам најмногу во незината кариера по таа улога. Under the Silver Lake исто така се појави, глумеше во хорор филмот Lodge, во Zola на A24, а го режира War Pony, се извинувам, глумеше и во The Girlfriend Experience и во ТВ сериите Riverdale и Under the Bridge. Таа ја има носечката улога на Daisy Jones, пеачка и кантавторка во бендот, која сака да сними албум, ама песните и се со нафрлени стихови, импулсивни, без структура, и продуцентот на бендот The Six ја спојува буквално со останатиот дел на бендот, започнувајќи незината соработка и пред се конфликт на креативно поле со Били, влегувајќи на територијата каде веќе нели постои фронтмен во бендот, лик кој Дейзи е лик кој нема трпение, сака да биде се понезино и кога ќе биде разочарана и нема да одобие тоа што го сака, едноставно бега. Која ја плени Били, не може тоа да го негира, меѓутоа навлечена е подеднакво и на не само на него, туку и на пилули и на алкохол, со еден овердоз кој се случува во незината кариера и сопруг кој што го собира во Грција на едно незино летување, односно пред се ова е одлично одглумен лик во рамките на архетипот на Manic Pixie тропата, со тоа што таа не се врзува само исклучиво за оваа тропа, меѓутоа е синоним и за женска кант авторка, која што и тоа како има што да придонесе во создавањето на една творба, конкретно на тоа емоционално рамниште кое треба да ја поседува една композиција, одлично одглумена од Райли Кју. Покрај неа, партнер во скоро сите незини сцени е Сем Клафлин, кој што го знаете од хорор филмот The Quiet Ones, потоа глуми во Adrift, во Nightingale на
Кент, потоа глуми во серијалот Hunger Games, во Енола Холмс и во Last Night in Soho се појави на Едгар Рајт, а главна улога е во Peaky Blinders. Љубителите на оваа серија секако дека ќе го препознаат. Тој го глуми Били Дан, пејач и кантавтор на бендот The Six, кој најпрво им пишува песни за недостишната сакана со среќен крај, како што нели нема неговиот живот, и се заљубува и венча фотографката Камила, за кога ќе им се роди ќерката да замине турнеја со неговиот бенд и да се роди љубовта помеѓу него и Дейзи. Како автор се држи до структурата и откако и самиот ќе изгуби контрола од пијанчењето и се рехабилитира, ќе го избегнува тоа искушение, додека нели и тој не е во можност да биде со Дейзи, што полесна ќе може да го реализира со аманет од неговата сопруга. Камила Мороне, која што ја знаеме од Never Going Back, се извинувам, од Dead Wish и Valley Girl, израсната е од страна на Ал Пачино во семејните односи, и ја глуми Камила Алварес, која е фотографката на бендот, сопругата на Били, која додека стане бендот славен, останува дома и ја гледа нисината ќерка, која се сомнева дека има нешто меѓу Били и Дейзи, додека нели самата момент на слабост не спие со басистот на бендот, која сакала од мала, ама бил френдзониран од незина страна, така што има напукнување на односот кој што го негува со незиниот сопруг. Суки Вотерхаус, која што ја знаете од филмскиот серијал Пушер, потоа глумеше во The Bad Batch, во Assassination Nation глумеше исто така, во Seance, во Daliland последно имав можност да гледам, и се појавува во Нью Йорк епизодата од антолошката серија Into the Dark. Таа е всушност поранешна девојка и на Бредли Купер и на Диего Луна и сопруга на Роберт Патисон. Приватен живот ја глуми Керен Сирко, клавиатуристката на бендот, која доаѓа од друг бенд пред да стапне во The Six, која забележуваат додека свири со тој бенд, и им се допаѓа начин на кој што таа влијае. Една нејзина итерација на Нико од Velvet Underground малтене, која сака вечно да оди на турнеи и да свири со бенд, не сваќајќи ја сериозно заљубеноста во неја од страна на гитаристот Грахам, кој уште има прво гледање се зајубава всушност во неја, а него глуми Вил Харисон, кој го знаеме од This is a Film About My Mother и од Manhunt. Тој е Грахам Дан, помалиот брат на Били, прва гитара на бендот, кој го повикува Били да му пее во бендот и е заљубен, како што ја помена, во Керен. Джош Уайтхаус, кој што глуми во Valley Girl и во The Receptionist, го глуми Еди Roundtree, тој е басистот на бендот, кој е заљубен во сопругата на Били од мали нозе, ама е френдзониран од неја и ќе ја искористи нејзината слабост во прилика за да биде со неја, кога ќе биде Били препуштен на задоволување од страна на неговите групис. Себастијан Чакон, кој што знаеме од Penny Dreadful City of Angels, го глуми Уорен Рохас, извинувам, тапанарот кој ќе се заљуби во водителка на емисија во која што ќе гостува бендот, односно актерка, кој само сака да се забавува и е благодарен на можноста да свири всушност, за разлика од басистот кој што сака да биде звезда по секоја цена, па затоа и басистот ќе замине во еден краток период, мислам дека кога се појавува панкот во Англија ќе се обиде да фасциниран од таа агресија, дека ќе може да придонесе за самиот тој стил и начин на свирење кој што тој го негува, така што ќе има еден излет надвор од бендот, се разбира, во и на креативно рамниште. Набија Бе, која што глуми во Black Panther, е Симон Джексон, цимерката на Дейзи. Таа е диско пеачка која се заљубува во диџејка од Нью Йорк и како вокал често е злоупотребен незиниот глас од страна на продукцијските куќи, каде што влегува само како сешен музичар и незините творби ги користат туѓи артисти пред се, само затоа што нели не сакала да флертува со продуцентите, заради тоа што очигледно дека во тој шовинистички свет ова било норматив на кој што таа едноставно не сакала да подлегне и не ни треба и не ни мора, и е една лоша навика која што никогаш не смее да премине во практика, какви што многу полоши работи од таа во реалноста се има случајно во рамки на злоупотреба на позиција. Том Рајт, кој што го знаеме од Creepshow 2, од Barbershop, од Onion Movie и од Rebirth,
го глуми Теди Прайс, тој е продуцентот кој ќе состави бендот и човекот кој ќе биде малтене татко на Били и ќе ги пренесе тешките одлуки ќе бидат се разбира во корелација со него и тој ќе биде непосреден гледач на подемот и падот на овој бенд. Тимоти Олифант се појавува оваа серија, кој што го знаете како составен дел од Санта Кларита Дайет, глумеше во Вресок двојката, во Амстердам го има, во Once Upon a Time in Hollywood се појавува, тој го глуми Роб Реес, менаџерот на турнејата на бендот, кој им наоѓа се што им треба, кога од бендот го бараат во мигот дури кога не се славни, кога едноставно ги пакуваат куферите во Лос Анџелес, само затоа што го знаат, се појавува на неговата врата и неговата реакција е добро, течки, окей, што дојавте, ама кој сте вие? Меѓутоа, од моментот кога стекнуваат подем на нивната слава, тој е ангажиран за да ја раководи цела турнеја. Сейшел Габриел, која што ја знаеме од филмовите Tomorrow War и Bloodfist, ја глуми Джулија Дан, која ги води интервјуата, која е всушност ќерката на Били и неја ја глуми Наја Кодех како дете, и да не ги забораваме уште Джаклин Обрадорс, која што глуми во Palm Springs, Дјус Бигало, Фрейзер, во новата сезона ја има, беше во една епизода, ако не се лажам, на Децо, самиот Фрейзер ја глуми Лусија, мајката на Камила, и Дон Мидлтон го глуми Рос Партридж, кој што го знаеме од Don't Look Up, тој е продуцентот на самиот албум, а Брни се нарекува диџејката во која што се заљубува Симон, која ја глуми Аеша Херис, која што глумеше во Glamorous, ако не се лажам. Така што, кратки црти, ова се главните испоредните улоги кои што се наоѓаат во серијата Daisy Jones and the Six. Тука правиме уште една кратка музичка пауза во продолжение на емисијата и слушаме Орбитер, ако последната дестинација која што претходно ја имавме беше во Словенија, од Љубљана се селиме во Хелсинки, односно во Финска, од каде што доаѓа ова окултна, психоделична, стоner рок, heavy psych, doom, пред се влијателна групација на музичари, четворка предводена од женскиот вокал на Керолин, еден окултен бенд кој што ќе може да уживаме во композиции од нивниот албум Hollow World, односно ќе слушнеме Silence Breaks, Колибрија одбрав како едно мало интермецо и насловната тема Hollow World ќе ја слушнеме во продолжение на емисијата од страна на Орбитер. Така што уживајте со финскиот стоner рок бенд и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ја поседуваат ТВ серијата Daisy Jones and the Six. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 122 издание, посветена на ТВ серијата Daisy Jones and the Six, а за самиот крај, како и во секоја друга емисија, имам своја структурирано, имам своја листа на спецификации кои што сметам дека низ таа призма треба да поменат сите ТВ серии, па и вклучувајќи и ова, која што има најавна шпица, за разлика од многу други, каде што е употребена композиција на Пети Смит, што секогаш е добро дојдено да се слушне незиниот глас, а нема никаква штета од монтажна секвенца со представување на ликовите, од која што е се подобро, вклучувајќи го и ова, отколку ТВ серии кои одбиваат да имаат најавна шпица. Брои 10 епизоди и има 12 сценаристи за нивното пишување, што според новонастанатите утврдени правила на игра, на последниот протест на писателите во САД се исполнува квотата, со тоа што во рамки на бројот на епизоди треба да има минимум 5 сценаристи со 3 продуценти, а тие има 24 продуценти и 12 сценаристи, така што ја исполнува минимумот за една ТВ серија. Режисери се Джеймс Пенсолт, кој што го знаеме како режисерот на The Circle и The Spectacular Now,
и ТВ серијата Shrinking, за која што ви говорев во рамките на оваа емисија. Тој ги снима пилотот и првите епизоди, потоа Назинга Стюарт, за која што говорев во серијата Made, ги снима наредните 4 епизоди и финалето, така што поделени се овие режисери и режисерка, и една епизода Will Graham снима, односно тој е авторот на Movie 43 и A League of Their Own, односно тој снима грчката епизода која што се двои од сите и поради локацијата, но и поради начинот потреба на светло и снимање на интериерите во ден, која се разбира и убаво што се двои од другите, заради тоа што таа е ботол епизода само по себе, со тоа што Джеймс и Назинга си се константни во тоа нивно навраќање на минатото и настаните од денешницата. Поглед на музиката ја прави Том Хауи, кој употребува милозвучен синтесайзер кој што доминира, односно имаме сонлив призвук со ксилофони, шекери за перкашен, едноставно смут звук се поставува во самиот скор, има акустика во епизодата за Нью Йорк, меѓутоа не наметлив е со тој елегичен синт кој што може да го слушнеме во најголем дел. За потребите на бендот музиката ја има работено кантавторот Блейк Милс, кој што е и изведувач и композитор и пред се разбира и продуцент. Музичкиот избор на самиот саундтрак од најавата на Dancing Barefoot на Пети Смит во внатрешноста на серијата, односно во секоја епизода распределени се големи хитови кои што можеле да си допуштат без никаков проблем да ги земат, значајни и револуционерни композиции од 70-тите, како што се, например, композиција на Strawberry Alarm Clock, потоа употребуваат композиции на The Birds, The Animals, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, T-Rex, Carole King, The Allman Brothers Band, Grand Funk Railroad, Dusty Springfield, Lou Reed, Aerosmith, Faustus, Roxy Music, The Beach Boys, Noi, Jaco Pastorius, Hard, Sweet, Boston, Parliament, Kool and the Gang, Fleetwood Mac, Toto, John Cale, Earth, Wind and Fire, Television, Rolling Stones буквално од пиле млеко има на саундтракот на оваа ТВ серија. Atlantic Records го издаде албумот Aurora, кој го компонираше и одсвири, како што ви напоменав, Блейк Милс, така што постои реален албум за фиктивен бенд одсвирен од музичари, во кој што му помогна да се разбира Фиби Бриджерс, Маркус Манфолд, кој што вокали кои ги отпеа самите Райли и Сем, кои и во серијата и на албумот ќе слушнете, музика која што ја издвоив за крајот на емисијата да ја слушнеме, односно изведбата на композициите на самиот фиктивен бенд кој што стана реален. Се во поглед на сценографијата забележуваме музички студија, гаражи, домови, куќи во Лорел Кенјон, барови, едноставно симулиране Лос Анџелес од 70-тите години да биде доловен во најдобро светло. Поглед на фотографијата го имаме Чекова Ресе и Джеф Катлер, кој што се директор на фотографија. За винтидж серија е потребен винтидж изглед, така што кога се романтизира минатото мора да се има визуелен слој кој ќе се двои од Talking Head интервјуата кои што се работени со остри леќе, меѓутоа се снима доста заматено минатото со топли бои заради тоа што се романтизира нели самата идеја, така што има една дистинкција на визуелен план помеѓу периодот кој што треба да се евоцира. Поглед на монтажата има 5 монтажери кои имаат многу нишки на обработување, не само главната љубовна, туку постојано се навраќаат во реалност и минато за време на интервјуата, има дури и паралелна монтажа пред да се сретнат ликовите, додека се обидуваат да се пробијат, и што е одлична идеја за во рамките на серијата, каде што костимографијата и шминката секако дека игра голем удел и треба да се оживее ерата на 70-тите, каде што бендот треба да функционира и секако наспроти десатурираните бои во рамниште на интервјуата кои што се изведуваат. Нема надприродни елементи во серијата, многу малку има хумор, од еротика нема ни трага, иако има потенцијал нели со оглед на тоа што секој со секого спие за време на турнеите, како што е составен дел нели од тој рок н рол сон,
спаѓа по некој бокс помеѓу ликовите, така што има примена на мейкап ефекти на повреди на нивните лица, има флешбек секвенци кога биле млади во рамките на семејството и самиот флешбек на 70-тите е опфатен во оваа серија, како што и напомена, паралелна монтажа има, така што нема дополнителни значителни исчекорувања во поглед на разглобување на соништа кошмари и халуцинации. Тоа не е составен дел од јазикот на оваа серија, која што жанровски е мелодраматичен музички мини-серијал, се говори на англиски. Поглед на недостатоците, може би има премногу простор се остава на љубовната врска на Били и Дейзи, не дозволувајќи им пред се на останатите ликови да развијат некоја си своја собствена арка. Иако за толку многу ликови, мислам дека максимумот може би е извлечен до прикажување на тој заемен однос, меѓутоа секогаш постои простор за дополнително карактеризација која што ќе може да излезе надвор од архетипите што ги знаеме за басистите панари и нивниот сооднос со звездата која што краде вниманието од јавноста, меѓутоа со оглед на тоа што е рок-н-рол можеше да биде многу подрска серијата и многу наивно може би приде на сето тоа што би се случувало во рамките на една турнеја, иако ги имаше сите елементи на секс, драга и рок-н-рол, сепак е поголема декаденција и баханали се случуваат за рамки на турнеите. Во поглед на континуитетот на епизодите задржан е со оглед на тоа што во секоја има по некое одвивање на подемот и падот на бендот и се разглобуваат тие заемни односи на членовите, така што во ниту една не заглави серијата па да не може да се ископа. Паметно се искористено овие 8,5 часа на серијата. Во поглед на градењето на ликовите, фокусот на пејачите е ставен, останатите имаат помал дел од тортата, иако сите ги делат заслугите за создадените песни наводно. Што реткост е да се сподели помеѓу кантавторите и останатите творци на аранжманите пред се. Поглед на аналогијата и референци се базира на истоимената книга, меѓутоа најблиски ТВ филмови или филмови воопшто кои што допираат во рамки на ова серија, мене ми беа лично филмот Sweetwater, тоа е ТВ филм кој што ми е најблизок за некаква аналогија, како и The Commitments филмот, односно филмови за составување на бендови кои што сум ги гледал како мал на телевизија. Покрај нив секако дека тука ги имате Almost Famous, The Runaways, Sing Street, Walk the Line, Tenacious D and the Rock of Ages, имате Heavy Trip, Metalhead, The Dirt, Metal Lords, Airheads, Lords of Chaos, Deadgasm, Detroit Rock City, Bandwagon, The Rocker, School of Rock, Pop Redemption, American Satan и спин-оф серијата на која што се базира на филмот и многу други. Слични серии покрај спин-офот на American Satan кој што Paradise City гласеше, ги имате Roadies, Vinyl, Pistol, The Get Down, Empire, The Deuce, Nashville, The Idol, Minx, Mrs. America, I'm Dying Up Here, The Offer, The Dead 70s Show, High Fidelity, Star, Zoe's Extraordinary Playlist, Entourage, Girls Forever, George and Tammy, We Are Lady Parts, Mozart in the Jungle, Selena, The Series. Така што ова се неколку серии кои што ви ги напоменав, кои што допираат до подем и пад на некоја си звезда, дали е во рамки на музичката сцена, филмска, стендап сцена, едноставно таа траекторија на еден лик е задржана, атмосферата е драматична, за гарантирана гледливоста и убедливоста сметам дека е постигната. Во самиот епилог се спомнува тој аманет на Били кој што му остана неговата сопруга која ќе почине за да ја побара Дейзи и да ја за да ја скрати таа агонија на нивна оддалеченост и таа да го прифати во незиниот дом, односно снимка која му ја пушта ќерката на таткото и тој се разбира дека оди кај вратата на неговата сакана, така што во рамките на една серија која ја обработува ова рок-н-рол премиса и тема, мислам дека 9 од 10 е заслужена оценка која што ја има за незиниот квалитет и ретко дека ќе погледнеме некоја си серија во рамките на овие прерогативи кои што ги поседува ова ТВ серија. Не треба да има продолжение, затворена е приказната, нема на стари години да се обновува бендот и можеби тоа ќе се направи, не би знаеле. Линковите на ова епизода, како и останатите епизоди на TV103 може да ги пронајдете на YouTube каналот на Златко Ѓелевски. А доколку сте заинтересирани да посетите некое од концертите кои што се одвиваат или останатите музички и предсе уметнички настани кои што
се во рамките на културата кој можам да ви препорачам. Кодирање е самостојна изложба која што е на Тома Димовски, колегата од радио, да може да ја проследите во музеот на Република Северна Македонија. Потоа ова сабота може да исто така кога се одвива самата изложба започнува и музичкиот избор на Владимир Мартиновски во Буква. Во 8 часот сабота исто така настапуваат Флукс и Кайл во Браво во 9:30. Покрај овој концерт Флукс и Стагнатор во Везилка обитувано настапуваат на 23 декември во 9 часот. Моментално е започнат последниот филмски фестивал за оваа година Winter Apricots во Прилеп, а покрај него ја поменуваме фестивалот кој ќе се одржи во Младинскиот културен центар по наслов Остание, кој започна утре во 6:30 часот. Во Бертија на 21 декември свират Пепел во 9 часот. И за наредната година секако дека не смеете да ги заборавите концертите на 20 јануари на Френти Камбер, на 17 февруари на Амброс Варгрен и Димхолд, на Волфхард во мај 10 во Младинскиот културен центар ќе се одржат трите концерти кои што веќе ви ги напоменав. А за крајот на емисијата слушнеме неколку композиции за кои што се препознатливи и највпечатливи од самата серија. Доколку имаме време, а се надам дека ќе имаме, Aurora, Let Me Down Easy, Regret Me, дефинитивно ќе и слушнеме, и Look at Us Now, доколку имаме време ќе ја слушнеме, како и пред се композицијата Kill You To Try, доколку има време ќе ја слушнеме за крајот на ова емисија. Вие го слушавте 122-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона на серијата Daisy Jones and the Six. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часови нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!